Турците од село Радање се незадоволни и денес протестираа. На нив, кој во селото ги има најмалку 200, им пречи што до селската џамија ќе се гради спортско игралиште. Сеарно, ама они се одлучиле само 600 квадрата. Тие другите место ќе се остане и кој што сака, шални, ѓубре, мршами, се ќе се фрле, ништо не се прави по моје тоа. А ние како селяни се одлучуваме додека е бил игралишто да се заграде од уздоле догоре, да не се фрле, да не се повтора друг пат мршами, вреки, ѓубре, што најде тоа фрлат. Ние се за тоа бунеме. Или ќе биде така, или ние како селяни викаме иш да не биде. Дојде тука општината сака да направи игралиште за наше добро. Ѓубре се фрлал, тоа е друго, сосема тоа треба нешто да се видат мерки да се земе за тоа. Али луѓето дојде тука за игралиште. Тоа е убаво за наши деца, ќе играат тука, за се е добро. Тоа што треба да се граде, општината си знае што треба да прави, што треба да граде, што треба да бута. Ако сметат слушалните, ако се прави нешто таму, јас ќе си ги дигнам. Тоа е мое. Значи не е на друг никој. Тоа смета, општината ќе дојде, тоа смета, треба да се направи парк, било што. Јас ќе знам, ќе си подигнам. Од друга страна, градоначалникот на Карбинци Јордан Насев не гледа проблем туку придобивка, што на тоа место ќе се гради објект од пошироко значење. Еве започнавме со градежните работи за изградба на мал плоштад во село Радање, кој што опфаќа спортски терен, урбана опрема, клупи, канти и уредување на селската чешма или водопој кој што се користи за напојување на селската стока. Објектот ќе биде осветлен, односно ќе има рефлектори да може да се користат и преку ноќните часове, значи надворот, односно на крајот од населбата, значи нема да има проблем со користење и во ноќните часове. На крајот од селото мислам дека и локацијата и местото е погодено и ќе биде од голем бенефит за жителите на село Радање. Меѓутоа, освен што на овие селани им пречи изградбата на игралиштето до џамијата од верски причини, тие имаат уште еден мотив за незадоволство. Имено на истото место тие го сушат тутунот кој за нив значи живот. Целосно да се реши како што треба да биде, нема тука партиски или наш другар, твој другар, тоа не треба да биде тука. Тука за селото да биде нешто стварно убаво нешто. Проектот си е за игралишто, а они не го мислиле тоа на така оше малку, не кој знае што тражиме ние, само да се заграде сега. Тоа другото. Со мрежа, со ступчиња да се заграде, шалните. Каков епилог има незадоволството на тукашните жители од Дедна и плановите на градоначалникот, односно општината, во моментов е неизвестно, но договорено е тие повторно за овој проблем да разговараат во сабота, за кога градоначалникот Насев е уверен дека сепак проблемот ќе се реши.